Додека беа летните одмори, ние на тесте имавме новодојдената 4-та генерација на Шкода Октавија. Овој автомобил од своето постоење па до денеска може да го забележиме насекаде. Пред се е популарен кај флотните купувачи, тој е работен конј за таксистите во урбаните средини, а исто така е и добра солуција за семејните луѓе кои имаат потреба од повеќе простор. Ние го тестиравме моделот со 2-литрен TDI мотор со 150 конски сили, парен со менувач со двојна спојка од 7 степени. И со влегувањето во внатрешноста се чувствува дизајнот на минимализмот. Тоа е поради дигитализацијата на целата внатрешност. Пред возачот е дигитален кокпит на кого можете да ги менувате приказите, но и на централната конзола имаме голем монитор осетлив на допир. Па затоа хардверски има само 8 копчиња кои всушност се користат како кратенки во менито. Она што многу ми се допаѓа, тоа е безжичното полнење на телефонот. Но погледнете палката на менувачот, односно прекинувачот, затоа што на него, исто како кај моделите на Порше, имате да изберете дали сакате да возите напред, назад или во спорт мод на возење. А доколку сакате самите да ги менувате преносите, тогаш имате зад управувачот прекинувачи. Управувачот има интересна форма, тој има само 2 крака. Но паметниот дизајн е потпис на Шкода. Во него, во низината внатрешност имате многу места каде што можете да одложите дребули. Еве тука на пример можете да ставите ситни пари. Има доста капацитет во внатрешност. Тука имаме исто доволно простор за да се одложат дребули, исто така е и во вратата. Но она што е важно е што возачот се чувствува извонредно зад управувачот. Тој има јасен преглед не само на инструментите, туку и на целата панорама надвор од кабината. Но каков е просторот на задната клупа? Во задниот дел се чувствувате како да сте во бизнис лимузина. Има простор во сите смерови, дури имате и завеси за дискреција и одбрана од силното сонце. Но паметниот дизајн се пренесува и од предниот дел во задниот. Имате многу дополнителна опрема со која можете да си го олесните патувањето. Например, овој држач кој е дел од опционалната опрема може да прими мобилен телефон, но може да биде држач и за таблет. Па, доколку имате нестрпливи патници со вас, можете да им го направите патувањето уште поубаво и поудобно. Поради широката намена, Шкода Октавија има традиционално голем гепек. Новата генерација, 4-та генерација, има околу 560 литра, што е приближно на Мерцедес S-класа, на новата S-класа која видовте пред малку во нашето издание. Но паметниот дизајн е секогаш присутен кај Шкода. Тука ја гледате оваа мрежа која е смислена за да се оставаат сакоа или јакни. Зошто токму овде? Затоа што стручњаците на Шкода заклучиле дека токму овој простор на гепекот е најнеискористен. Но тоа беше што може Шкода да понуди статично. Да видиме што може да понуди во возните својства. Кога се наоѓате зад управувачот на Шкода Октавија, тогаш се чувствувате посебно. Зошто? Затоа што сите оние форми кои ги споменав во запознавањето на интериерот, како да ве гушкаат.
Особено во ланот, кој има многу форми, но минимизирани се копчињата и многу лесно се управува со сите функции преку него. Но тој исто така е носител и на прекинувачите на менувачот. Менувачот е 7 степен DSG, но кога сакате да возите динамично, тој знае малку и да закашла. Неговата корелација со моторот е добра, но кога сакате динамично возење, како јас сега што форсирам, гледате, знае малку и да завлекува, знае малку и да се чуди што да направи. Но тоа е проблем кој се јавува кај сите менувачи кои имаат двојна спојка. Тоа не пречи воопшто на возењето. Треба да сте голем манџија за да барате недостаток на оваа комбинација. Но покрај динамичноста, оваа комбинација е добра и кога станува збор за економичност. Октавија ви дозволува да ја возите и динамично и полека, незаинтересирано, но акцентот е ставен, како што реков, на економичноста, а таа мене ме воодушеви. Со неа поминав повеќе од 600 километри и забележа просечна потрошувачка од само 5,8 литри, што е податок кој е за секоја пофалба. Дизајнирана по урнекот на Суперб, Октавија делува зрело. Зрело делуваат и возните својства кои ги овозможува. Таа нема мултилинк на задната оска, има торзиона оска, но сепак однесувањето и прилепувањето на патот е сосема зрело и можете комотно да се ослоните на неа. Гледате дека во свиоци можете да испровоцирате, но контролирано. Тоа е онаа благодет која е добиена со вистински баланс на перформансите, силата на моторот и подпирањето. Октавија, впрочем, е одличен компромис. Октавија, гледате дека ви дозволува и да се забавувате во возењето. Па, можам да кажам дека таа нуди одличен компромис на перформанси, економичност и модерен изглед. Шкода Октавија изобилува со безбедносни и конективни технологии, па затоа возачот во секој поминат километар може да се чувствува комотно, релаксирано и удобно. Лаура системот за поврзување заедно со мобилниот телефон и со автомобилот го прави човекот да може да комуницира со возилото со гласовни команди. Но Лаура сака многу да работи. Таа понекогаш некои зборови, кога се зборува со патникот, ги разбира како команди, па може малку и да биде здодевна во своите настојувања да ви помогне. Овака концепираната Октавија е вистинско задоволство не само за возачот, туку и за патниците. Има простор во сите смерови и апострофирана е удобност. Со цена од 31.500 евра, можеби не е наевтина во класата, но таа секако ќе се бори за титулата автомобил што многу дава за вложените пари. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Нашата 25-та сезона ја започнавме со оваа емисија, а ве поканувам следната сабота во истиот термин да не следите со нови возбудувања од светот на 4 тркала. До гледање.